другото е шарлатан. Затоа да не се мешат образован спиритуалист и надри лекар. Шарлатан. Мора да се препознават. Овие дефиниции, посебно во Република Македонија, се многу битни, бидејќи тука, на македонско тло, спиритуализмот е помодарство и се следи според законот на синдром на стадо. Каде идат сите овчички, таму идат сите. Значи, кога ќе се оди на некои семинари, што се спиритуални или енергетски, кога ќе се дреме на йога час, кога ќе се дреме на некоја работелница за спиритуализам, не се постанува спиритуалист. Тоа е исто како еден човек. Hello. Имаме една мала тема за денес, што сакам да продискутирам, тоест да го кажам моето мислење. Значи, пак пред да почнам, сакам да се знае дека ова што го кажувам е исклучиво мое мислење, мое размислување, мое согледување после 20 и повеќе години во оваа тематика. Со лично искуство, едукативно искуство, спиритуално образована во спиритуални енергетски пракси, значи со еден куп различни едукации, со многу семинари, пак ќе повторам, со лично искуство и со лични спознавања, со критичко размислување и со употреба на моја собствен мозок. Ова се мои размисли, не се подложени на дебата, изнесувам мислење. Кој има нешто друго да каже, нека се снима видео. Не е за критика, дали некој се слага или не се слага. Ова го кажувам за да го кажам, за да имате уште еден аспект на размислување, а не за да бирате дали е точно или не е точно. Затоа зборам од лично искуство. Колку што ми се годините, тоест во спиритуален жаргон, коефициентот на искуство колкав што ми е, спиритуалната интелигенција колкава ми е, едукацијските години инвестирани во едукација за спиритуализам и сите пропратни изми, од тоа искуство и од мистично собствено искуство, тоа што го знам, што го лично имам почувствувано со своите сетила и способности, тоа го зборам. И тоа е само мое. Значи, што сакам денеска да продискутираме се дефиниции. Малку ќе посветам внимание на дефиниции. Вака, спиритуализам. Ова се мои дефиниции, јас ви нудам само мое гледиште, па размислите ви, ако ви се свига, ви се свига, ако не ви се свига, ваш проблем, ничи проблем, не е битно. Значи, моje си е да кажам. Вака, спиритуализам е изам. Тоа е umbrella term, што значи umbrella концепт. Изам, филозофски правец на размислување. Филозофијата, филозофските правци се всушност движење. Движење на автентично, критично размислување, што има цел. Значи, за разлика од македонските филозофи, што тупат округло па на ќош и никој ништо не кажува, филозофските правци имат за поента и се оформени како движење на критичко размислување и оспорување на претходно движење кое веќе не дава резултати. Постојат неодвижења или комплетно нови термини на движења, имиња на движења. Едно од нив е спиритуализам. Спиритуализмот како изам, како начин на живот, се состои од неколку правци. Окултизам, алхемија, езотерија, ексотерија, херметизам, сите
езотерични размислувања на догматски религии, witchcraft вика почитување на предрелигиозни божества, богови, енергии, закони, што христијанството ги нарече паганизам, уопште не се пагански, туку се постари од христијанството, од муслиманството секако, меѓутоа не се постари од хиндуизмот и од будизмот, туку се едноставно културолошки традиции што поради институции морале да паднат во тајност и да се зборат само во домовите. Тоа не е паганизам, тоа е здрав разум. И секој може да си верува ушто се сака. Тоа е спиритуализам и ги вклучува сите овие изми. Сега, само личност што е запознаена со овие изми и што не е религиозна, и која личност барем еднаш, два пати, три пати и повеќе пати во денот има мистични искуства, може себе си да се нарече спиритуалист. А особа со свое собствено размислување, кое се уште припаѓа во определена религиозна рамка, не е спиритуалист. Таа особа е религиозна, филозофски отворена, си почитува други религии, меѓутоа не е спиритуална. Спиритуализам како изам нема религија. Тоа е изам, начин на размислување и сваќање на светот и собственото постојање и битствување надвор од било кој догматски и религиозни концепти. Се додека една личност не може да се оттргне од нешто што не и држи вода и е концепт по синдром на стадо, не е спиритуална. Спиритуализмот изискува спиритуална личност која секојдневно, барем еднаш во денот, има собствено, автентично, мистично искуство, кое е директно знаење. Direct knowledge или direct insight. Спиритуалистите се луѓе кои комуницираат директно со спиритуалниот свет. Самиот наслов вели спиритуализам, дека таа особа веќе се занимава со четвртиот дел од човековото битие, како битие, со спиритуалниот енергетскиот дел. Тоа има посебни закони, посебна логика, посебни правци. Значи да разликуваме. Особа која е религиозна, која е побожна, си има религија. И таа особа си ги тера. Празниците си ги почитува, си прави како други ги кажат, си оди каде што сите одат, нема автентично собствено искуство кое не се има покажено на директен, непобиен начин од жив или од нежив на планетава Земја, тоа што она го има доживеано кај искуство. Само луѓе што имат директно мистично искуство може да се наречат спиритуалисти. Другите може да практикуваат некој дел од спиритуализмот во рамките на нивната собствена религија. Од тука, спиритуално-енергетска пракса е пракса која се бави исклучиво со работа на спиритуално-енергетскиот дел од човековото битие. Медицината се бави со телесниот дел. Психологијата, психијатријата, психотерапијата се бават со емоционалниот и психолошкиот дел, значи со вториот и третиот слој човековото битие. Спиритуално-енергетските пракси се бават со спиритуалниот енергетски дел на човековото битие.
Еден човек е составен од 4 тела. Ако идеме од згора надолу, тоа се спиритуалното тело, па менталното тело, па емоционалното тело, па физичкото тело. За секое тело си има доктор. Кога физичкото тело ни е болно, си одиме на болница. Кога имаме проблем со емоции и со психа, кои се тесно поврзани, меѓутоа не се исти, си одиме кај психијатар, кој е, медицинско лице со специализација психијатрија, кој смее да препишува лекови. Или одиме кај психолог, која особа која има завршено психологија факултет, може или не да биде лиценциран психолог. И кај психотерапевт, која особа која има завршено факултет, без разлика каков е факултетот, меѓутоа има минимум 4 годишна специализација во одреден психотерапевски правец кој работи во длабочина да се дојде до коренот на основниот проблем. Психологијата тоа не го прави. Психотерапијата, соодветно психотерапевскиот правец, копа длабоко. И за спиритуално-енергетското тело си има исцелители. Тие исцелители не се доктори, не се лекари, туку се исцелители. Затоа што четвртото тело е највисоко тело и прави едно цело. Спиритуалистите, ако се вистински и се вистински обучени, можат да го донесат човековото битие со целото негово битствување, постоење и селфови во една единствена, компактна, здрава и балансирана целина. Затоа се викат исцелители. Може да го создадат човекот повторно да биде едно цело. Спиритуалистите, како што сум јас, не измислуваме топла вода. Не продаваме ветер у магла, туку, барем јас, треба да се едуцирани во спиритуализмот преку посебни институти и факултети, исто како што се медицинарите, исто како што се психотерапевтите. Не можеш да си стаиш диплом, можеш, македонците можат се, ама сертификат на психотерапевт добива особа што има поминато еден куп предиспозиции според програма, ред и редослед, број на сати, искуствени клинички кейс стади. Психолог се знае, после дипломирање, дали ке си магистер, дали ке докторираш, си има предуслови, предиспозиции што треба да се исполнат, број на сати, колку оценка. Исто исцелението. Не секој што има 100 евра или без пари да плати 2 дена на семинар, има право или ке се нарече себе си спиритуалист и исцелител. Не. Мора да се има соодветна едукација, прочитана литература, си има школини светот, коштат повеќе од 10.000 евра, си се едуцираш, бујрум, ќе те наречам спиритуалист и спиритуален исцелител. Другото е шарлатан. Затоа да не се мешат образован спиритуалист и надри лекар. Шарлатан. Мора да се препознават. Овие дефиниции, посебно во Република Македонија, се многу битни, бидејќи тука, на македонско тло, спиритуализмот е помодарство и се следи според законот на синдром на стадо. Каде идат сите овчички, таму идат сите. Кога ќе се оди на некои семинари, што се спиритуални или енергетски, кога ќе се дреме на йога час, кога ќе се дреме на некоја работелница за спиритуализам, не се постанува спиритуалист. Тоа е исто како еден човек да влага во гаража, да седи во гаража понеделник, среда и петок од 6:30 до 8:30 и да мисли дека е БМВ. Па не си БМВ.
Што ако седиш и дремиш у гаража, после и да брчеш, не си БМВ, туку си фино лепо за у Бартовци. Исто и македонските спиритуалисти. Ако не одат исто како еден човек да влага во гаража, да седи во гаража понеделник, среда и петок од 6:30 до 8:30 и да мисли дека е БМВ. Па не си БМВ. Што ако седиш и дремиш у гаража, после и да брчеш, не си БМВ, туку си фино лепо за у Бартовци. Исто и македонските спиритуалисти. Ако не одиш на школа, да се едуцираш и да имаш прочитано книги, што тебе ќе ти дадат дефиниција, како ти можеш да го развиеш и растеш твојот спиритуален дел според определен правец и да избереш дали ќе се припаѓаш на светлата страна или ќе се припаѓаш на темната страна, што е сосема во ред, може да бидеш и злобен, можеш да бидеш и добар, твое право, ама мора да бидеш едуциран. Не се тие луѓе што чепкат туги души и туги енергии, сите спиритуалисти, да се разбереме. Кога не едуциран, со школа, со книги, кога не благословен, не иницииран, се дрзнува да ги стави неговите или незините раце врз туѓо човеково битие и душа, одговара пред највисоките судови, тоа се Божите судови. Казната нема да стигне сега. Казната ќе стигне после. Сега ќе стигнат последиците од луѓето. Дори да ги имате тие шарени убави дипломи и да лажете дека имате пракса, колку мислите пати дека една иста особа, колку и да е глуп и не едуциран, ако нема ефекти, ќе се врати. И цело Скопје да помине и да направите еден куп пари, сите поеднаш ќе поминат. На крајот од денот човекот се огледа собствениот газ. И ако него не му е убаво, ако нема корис од вас, секако ќе се отиде. Сите тие школи, сите тие здруженија, сите тие институти максимум може да постојат 2 години. Затоа што според универзумските закони, грейс период на човековата суета, глупавоќа и мислење дека горе некој е глуп се 2 години. Бидете паметни, бидете понизни, не си играте со спиритуалното. Во спиритуализмот важат други закони, универзумски закони. И таму судија ви се Елохим мајката, Елохим таткото, Елохим синот. Вашата собствена душа што 24/7 ве гледа, вашиот собствен спирит, која ќе ви заврши физичкиот живот, ќе иде или на светлата страна, или во долните светови, или во пеколот. А вие сте одговорни каде ќе идете после вашата смрт. Луѓето умираат точно така како што живееле. Внимавајте што правите. Сами си се гледате и кога ќе се умре, вашата душа ќе ви суди. Горе никој не е глуп.